гостин во Република ТВ е акторот Петар Темелковски, еден од бардовите на македонското глумиште. Добар ден. Добар ден. Во историјата на македонскиот театар, името на Петар Темелковски е асоциација за акторот кој ги има одиграно најголемите и најзначајните улоги во современата драматургија. Се сеќавате на вашата прва представа, возбудата со која ја работевте и дали денес, после толку години, нешто е изменето? Во 1972 година, есента ја одиграв првата улога на сцената на Македонскиот народен театар, кој беше сега театарот комедија. Така. Тоа беше животот на Галилеј од Бертолд Брехт. Значи, таму има две главни улоги, Галилео Галилеј и неговиот ученик Андреа Сарти. Илија Милчин го толкуваше Галилео Галилеј, јас го играв Андреа Сарти. Тоа ми беше првата улога на сцената на Македонскиот и воопшто во Македонија. Возбудата беше преголема прво затоа што Илија Милчин беше една маркантна фигура во Македонскиот театар. Ја режираше еден одличен режисер Бранко Ставрев и целата таа соработка беше незаборавна за мене, затоа што, како што реков, на некој начин го продолжив моето образование со такви врвни уметници кои театарот го разбираат и го практикуваат како начин на живење, не од 10 до 12 и од 6 до 7, туку преку целиот свој живот. Неодамна на сцената, малата сцена на Драмски, премиерно беше изведена вашата монодрама Јане Сандански 100 години после. Изјавивте дека и покрај сите монодрами кои сте ги работеле, ликот на Сандански ви оставил најголем впечаток. Зошто? Да, значи, после Филип II, ликот на Јане Сандански ми остави огромен впечаток, затоа што Јане Сандански е една огромна личност од нашата историја. Кога зборувам за војводите и за личностите што беа на првата линија на одбраната на македонското национално и револуционерно дело, и након ние имаме и илјадници херои и доблесни луѓе, но Сандански е на некој начин не само маркантна, туку и најтрагичната фигура. Затоа што тој единствен од тие значајни личности ја доживеа поделбата на Македонија. Македонија е поделена на 10 август 1913 година, а Јане е убиен на 15. Јане е убиен 1915 година на 18 април. Тој ја има доживеано поделбата на Македонија и можете вие да си замислите на таква личност, кој е од народот наречен Пирински цар, кој имал 10-12 борци лојални до него и кој имал големи и непрегледни сонови за слободата на Македонија, одеднаш се нашол во еден безвоздушен, безтелесен национален простор. Земјата му е поделена. Тој затоа во прославата на годишнината од поделбата на Македонија во Солун отишол со 1800 комити во Солун, борци, и во Здравицата кога извикал пијам за слободна, обединета, независна и силна македонска држава. Офицерите ги извадиле сабјите и генералот им рекол застанете, погледнете надвор колку луѓе има позади него. Така да тоа било 14-та година, мислам, и после тоа тој на некој начин е еден од ретките личности покрај солунските атентатори, кои ги сметам за икони на Македонија,
Јане Сандански, исто како и нив, е еден од ретките, не само во Македонија, туку во целиот свет, во целата светска историја, кога се работи за националното ослободување на својата земја и на својот народ, ја презрел дури и опасноста од смртта. Јане Сандански, кога велам една ваква екстремна реченица, појдувам од материјалите од кои го направив од архивите, овој проект. Јане Сандански имал дојава од негови блиски, како што е Ѓорче Петров, Петар Попарсов и останати, дека неговата патека, неговата маршрута кон Неврокоп, каде што тргнал, била веќе пренесена и објавена во врховистичките кругови. И дека нему најверојатно може да му постават заседа и да биде ликвидиран. И покрај сето тоа тој тргнал таму. И како ја завршив монодрамата со една параболична метафора, која е изречена многу умно и мудро од македонски умови, тој им вели на собраните луѓе на местото каде што бил ликвидиран, близу во едно село, уште ги нема тие што сакаат да го ликвидираат, но ќе ги чекам тука, не ги чекам нив, току Куршумот си го чекам. Куршумот ми е кај нив. Значи, по таа параболична метафора, заклучив дека Јане Сандански веќе е посакувал, својот физички крај го посакувал, затоа што немал и идеали веќе. Зошто монодрамите ви се предизвик? Јас, имате за Никола Вапцаров, ако ми речеше некој пред 30 години дека се права монодрами, многу јас сум урбан, уметнички урбан тип и сакам да играм на сцената со многу партнери, со повеќе ликови, драми. Сакам да има епски представи, големи, класични секакви, но се одлучив едно време, кога ги запознав овие биографии и судбина на наши големи личности, како што се Вапцаров, Рацин, после овие големи наши личности, императори, како што е Јустинијан I, Филип II, потоа Јане Сандански и така натаму, си реков дека може би е добро и може би треба еден дел од својот уметнички живот да одвојам, да ги направам овие проекти, за да се афирмира и преку сценските изведби нашето национално, културно и револуционерно движење. Бидејќи на нивните коски, на нивната трансфузија, оти видите вие денеска има парадоксални појави во некои амбасади во Македонија, во Скопје, ќе видите некој амбасадор организирал крводарение. Ќе се боцнат пред камерите, таму парадир. Прво ќе пролеат 2000 тони крв во некои делови во светот, потоа ќе даваат по 20-30 грама. Нашите икони национални, нашите херои, и ја дадоа целата своја крв, 6-7 литри. Тоа го доживувам како луѓе што извршиле најголемата трансфузија за својата земја. Целата крв им ја посветиле на својата земја и на својот народ. Тие мотиви можеби ме привлекоа, тој гнев, тој револт, уште од 70-тите години наваму, кога беше ерест да се говори за Јане Сандански, за Гоце Делчев, за нашите востанија, тоа ме натера, можеби ме предизвика и уметнички да ги преточам во ликови, во сценски ликови и да ги прикажам пред широката јавност овдека и надвор, бидејќи со нив сум гостувал скоро во сите места во светот.
Повеќе години сте и директор на најзначајниот фестивал Да. кај нас театарски Војдан Чернодрински. Во добар правец ли се движи театарот во Македонија? Па можам со задоволство и со радост да кажам дека десетина години скоро ќе има. Театарот во Македонија од година во година оди во нагорна линија. Како во квантитативен, уште повеќе во квалитативен, од квалитативен аспект. Бидејќи во времето кога една генерација се вративме во Скопје, бидејќи ние студиравме надвор, некој во Белград, некој во Загреб, јас во Софија студирав со неколку колеги уште. Немаше школа, немаше академија во Македонија, во Скопје. За разлика од тогаш, мислам дека театарот сега е на многу завидна висина. На многу завидна. Не само во наши Рамки. простори, него широко. Во многу широки разбори. Дали уметноста и уметникот треба да бидат ангажирани? Постојано треба да бидат ангажирани. Значи, од на пазар до големите остварувања. Како е денес да се биде актер во Македонија? Па, не знам како ќе прозвучи тоа, но јас морам да го кажам ова. Ние бевме понижени. Јас, како првенец на театарот, и не само јас, сите што бевме во првата група, како првенци на театрите, до 2006 година имавме по не цели 19.000 денари плата. Во 2006 година, на крајот од 2006 година, кога дојде владата која и денеска е предводи Македонија, огромни проценти ни се зголемија платите. Мојата плата стана 43.000. Од 18.700, а пред да влезам во пензија имав 47.800. Така да овие не ми се присушни работи, беше спаѓам во вид на уметници кои значајни ми се материјалните добра, но не пресудни за мојата идеја и за мојата уметност. Но ова е честно да го кажам, бидејќи со доаѓањето на новата влада, ние се почувствувавме победоносно. Значи, бевме како што изјави Тони Михајловски своевремено кога го отваравме новиот Народни театар, со вечната куќа на Плевнеш, дека се чувствува како да гостуваме негде. Постојано се чувствува кога играме представа дека негде гостуваме во Будимпешта и во Виена и така натаму. Дали лудилото е благослов во театарските занајд? Лудилото не само што е благослов, кога велам лудило не мислам на будали луѓе. Да не се разбераме Знам дека и погрешно. вие не мислите на ова, го кажам, Позитивно. го праќам пораки до одредени пријатели. Значи, не мислам да будали. Лудилото не само што е благослов, тој е и обврска, тој е составен дел. Горки има Максим Горки, уште е напишано на лудоста од храбрите, ние им пееме песна. Значи, нашата лудост на уметниците е опеана и во поезија, и во проза, и многу, многу широко. Господине Тимилковски, благодарам за гостувањето.